Беше тоа на 29 септември 1908 кога во Скопје за првпат почнаа да се продаваат странски весници. Беше тоа на 29 септември 1918 кога Бугарија беше принудена да потпише примирие со кое се согласи да ја напушти Вардарска Македонија. Ги задржа само Пиринска Македонија и Струмичката област со градот Струмица, која ќе ја загуби подоцна во корист на Србија со Неискиот мировен договор од 1919 На 29 септември 1941 почна драмското востание на македонските и грчките востаници против бугарскиот окупатор. Во Драма, Просечен, Крлуково и Кобалишта, кои биле нападнати од востаниците, била воспоставена народна власт. По жестоките борби, бугарската војска и полиција го задушиле востанието и при тоа извршиле масакар врз околу 3000 луѓе, а биле преземени и различни репресивни мерки низ целата територија во источната област на Егејска Македонија. Беше тоа на 29 септември 1991 кога во селото Усје, во Скопско, е осветена црквата Свети Атанасиј. Беше тоа на 29 септември 1993 кога во Аруба, држава на Карипските острови, Република Македонија беше примена за полноправна членка на Интерпол, меѓународната организација на криминалистичките полиции. Беше тоа на 29 септември 2009 кога доцна вечерта поради проблеми со инсталацијата на електричните и плинските уреди во кујната настана пожар кој избувна во манастирот Свети Јован Бигорски. Пламенот прво го зафати кујнскиот дел, пошто се прошири во трпезаријата, конаците и библиотеката, кои беа целосно изгорени. Освен материјалната штета, во манастирот немаше повредени лица. На 29 септември 1953 во Битола е роден Димитар Илиевски Мурато, македонски алпинист, познат како првиот македонец што е освоил највисоката планина на светот Монт Еверест. Се искачил на 10 мај 1989 пошто не успеал да се врати во базниот логор и официјално се уште се води како исчезнат. Беше тоа на 29 септември 1914 кога во Скопје умре Стеван Мокрањац, српски композитор кој се одликува со извонредна смисла за уметничка обработка на музичкиот фолклор. Негови најзначајни остварувања се ракатки, 15 народни рапсодии со уметничка стилизација на македонски, босански и српски мелодии. Роден е во Неготин на 9 јануари 1856 година. 29 септември се одбележува како Светски ден на срцето.